Старо-новата влада тешко ќе се справи со економско-енергетската криза, со пандемијата, како и со спорот со Бугарија. Трите клучни проблеми за Македонија, велат експерти за Алфа. Првиот и најважен предизвик е надминувањето на енергетската криза, како и обезбедување подобри услови за живот. Според познавачите на состојбите, ова прашање ќе биде тешко да се надмина ако се суди според досегашното лошо искуство. Ѓорѓи Манасков за Алфа вели дека оваа криза најмногу се чувствува во Македонија, зашто и виновна е актуелната власт. Смета дека мора сериозно да се пристапи кон решавање на проблемот. За да продолжи да ја надмине оваа криза, пред се треба да ги разреши сите лица кои што беа одговорни или неодговорни, кои допринесоа за оваа единствена криза што имаме само во Македонија, ја нема во другите земји, и направија да се комплетно Македонија чувствува понижена пред другите земји затоа што не можат компаниите да постигнат никаков успех. Енергетско-економската криза е резултат и на пандемијата, но Македонија не беше подготвена ниту за едното, ниту пак за другото. Сепак лекарите се надеваат дека барем на ова поле годинава ќе биде подобро откако ќе помине актуелниот пик на сојот Омикрон. Се работи за нов сој кој што многу брзо се шири во популацијата и искрено се надевам до сегашната имунизација, бројката на заштитени лица, како по природен пат со прележување, така и со спроведената комплетна вакцинација, ќе доведе до поголем гард и поголема одбрана на лицата кои ќе дојдат во контакт. Сериозни проблеми има и на надворешен план. Бугарската блокада на македонските евроинтеграции. Според познавачите, старо-новата власт уште од првиот ден го паднала испитот. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски за Алфа вели дека сето ова е само продолжение, па дури и надградба на погубните политики кои се водеа изминативе 5 години. Тој од актуелниот премиер не очекува позначено решение кое ќе биде прифатено за македонскиот народ, зашто самиот тој, иако немаше право на грешка, таа ја направи уште од самиот старт. Секоја нова влада треба да има шанса, нели велат 100 дена да покаже што знае. Меѓутоа нашата веќе првиот ден не се воздржа и покажа дека ја продолжува истата политика, погубна, капитулантска политика према Бугарија, а тоа значи дека решение нема да има кој ќе биде прифатливо за македонскиот народ, кој после нивици се освести и на последните локални избори покажа дека не може веќе со Македонија, со македонскиот народ да се игра кој како што сака. Експертите се согласни дека и оваа влада која има кревко мнозинство од само 62 пратеника, ако се суди според гласањето во неделата, нема да може да се соочи со оваа сериозна проблематика. Од тука најдоброто решение би било организирањето на предвремени избори.